Во собранието изгласан законот за стечајците погодени од приватизацијата на предпријатија во државна сопственост, со законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на предпријатијата со доминантна сопственост на државата, се овозможува околу 3000 лица да добиваат месечен надомест од по 8356 денари, односно 34% од просечно исплатената месечна нето плата минатата година. Годишно за таа намена од буџетот на Агенцијата за вработување ќе бидат обезбедени 300 милиони и 816 илјади денари. Овие граѓани да бидат обештетени во идниот период со едно месечно скромно примање од 7596 денари. Знам, почитувани, дека тоа не е многу, но е многу повеќе од ништо. Знам дека овој закон ќе даде можност на сите мажи кои што се над 55 години и сите жени над 52 години да го исполнат своето право, да можат да живеат еден минимален живот со овие средства. Законот беше донесен едногласно со 82 гласа за. ВМРО ДПМН порача: ќе го поддржиме овој закон кој е во интерес на граѓаните. Бомбастичната најава од страна на Социјалдемократскиот сојуз дека со предлог на закон конечно ќе го решат статусот на стечајните работници, односно работниците кои што останале без работа заради приватизација на предпријатијата со доминантна собственост на државата, тоа со ова законско решение нема да се случи, бидејќи дел од стечајните работници со ова законско решение нема да бидат опфатени. Невработените лица опфатени со законот треба да имаат најмалку 15 години стаж во предпријатија со доминантна собственост на државата, а таму работниот однос да им престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно со 30 јуни годинава, на денот на стапување во сила на законот да се на возраст од најмалку 52 години за жени, односно 55 години за мажи. Покрај законот за стечајците, собранието го донесе законот со кој се укинува плаќањето на радиодифузната такса. Со законот се предвидува приходот што досега го добиваше македонската радиотелевизија преку собирање на оваа давачка да се финансира од државниот буџет, и тоа во износ од 1,5% од вредноста на буџетот на годишно ниво. За таа цел потребно е да се издвојат 885 милиони денари на годишно ниво од буџетот на Република Македонија за 2018. Покрај од буџетот, македонската радиотелевизија ќе се финансира и од други средства, односно од приходи на кабелските оператори и од приходи остварени со продажба на програмата произведена во МРТ.